Асфалтирана е тешко пристапната улица Тодор Коларов во Штип. Улицата повеќе од 50 години не била реконструирана, ниту пак уредена со асфалтна маса. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов посочи дека улицата е асфалтирана со цел да се опфатат повеќе улици од програмата за уредување на градежно земјиште. Се наоѓаме во централното градско подрачје, на улицата Тодор Коларов, која што денес се асфалтира. Станува збор за еден тешко пристапен терен, кој што бил заборавен, практично повеќе од 50 години оваа улица не е реконструирана, нема асфалтна маса, заборавена. Затоа одлучивме не само оваа улица, туку сите улици од градот кои што се заборавени, кои што никогаш досега не биле реконструирани, да ги опфатиме со планот и програмата за уредување на градежно земјиште. Финансиската рамка за реконструкција на оваа улица изнесува 1,2 милиони динари, а улицата го поврзува делот од градот, односно Порта Пролет со патот на кај клиничка болница во Штип. По завршувањето на активноста со асфалтирање на улицата Тодор Коларов, ќе се продолжи со асфалтирање на улицата Страшо Пенџур, која се наоѓа во непосредна близина со улицата Тодор Коларов. 1,2 милиони денари се одвоени практично за реконструкција на оваа улица, која што го поврзува делот на градот, односно Порта Пролет со клиничката болница. По завршувањето на овие активности, веќе во текот на утрешниот ден ќе се асфалтира улицата Страшо Пенџур, која што е во непосредна близина. Морам да истакнам дека активностите кои што се превземаат на останатите делови од градот каде што се вршат одредени активности, се во насока на припрема за асфалтирање. Поројните дождови ја оттежнаа практично постапката за асфалтирање, затоа што земјените наноси имаат потреба од соодветна збиеност за да истите соодветствуваат со критериумите за асфалтирање. Така да веднаш штом ќе се создадат услови и на овие позиции, посочувајќи улицата Широк дол, кружниот тек Пролече, Кртеќе паркот, ќе бидат изасфалтирани и истите ќе бидат ставени во употреба и во функција. Градоначалникот Јорданов истакна дека поројните дождови ја отежнаа работата и постапката за асфалтирање, а тоа е отежнување на градежните активности на улицата Широк дол и кај кружниот тек Кртеќе.